Втора недела поред, состојбата со коронавирусот во Кочанскиот регион е стабилна, односно нема евидентирано ново заболени лица. Во изминатиот период опадни бројот на лицата кај кои тестовите покажуваа позитивни резултати, па во моментот активни се само уште 4 пациенти. Според информациите од Министерството за здравство, во изминатото деноноќие Институтот за јавно здравје е регистрирал 8 оздравени пациенти на ниво на држава, од кои 7 мина се во Скопје, а 1 во Прилеп. Во изминатите 24 часа биле направени 286 тестирања, при што регистрирани се 25 нови случаи на COVID-19. Од нив 16 се во Скопје, 4 во Тетово, по 2 во Велес и Охрид и 1 во Струга. Од вкупниот број направени тестови во изминатото деноноќие, 124 теста се дел од скринингот во градинките и сите се негативни. Во изминатото деноноќие на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби починала пациентка на 60 годишна возраст од Куманово, која била хоспитализирана во клиниката од 27 април. Во градската општа болница 8 септември во Скопје пак починал 59 годишен пациент од Струга, кој бил примен на 16 мај, како и 51 годишен пациент од Скопје, кој бил примен на 4 мај. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во земјата од почетокот на епидемијата досега изнесува 1817, а оздравеле 1301 лице. Бројот на починати е 104, а активни се уште 412 случаи. Вкупно 338 интервенции имала територијалната противпожарна единица од Кочани во текот на 2019 година за гасење пожари и технички интервенции. Тоа е идентична бројка во однос на 2018-та. Најголем број од интервенциите, односно 250, биле за гасење оган на отворен простор, при што опожарена е површина од над 640 хектари, што е за двојно повеќе во споредба со 2018-та. Во 11 случаи се интервенирало во гасење пожар во шумски појаси, при што е зафатена површина од над 280 хектари, а останатите интервенции се за гаснење запалени стрништа и други пожари на отворено. Освен тоа, пожарникарите биле повикани и за гасење запалени објекти, при што минатата година имало 55 такви случаи, од кои само 4 се во општините Зрновци и Чешиново-Блешево, а останатите се во Кочани. Во 12 случаи се интервенирало кај запалени патнички моторни возила, а во текот на 2019-та противпожарната единица имала и 25 технички интервенции, меѓу кои и за асистенција при извлекување повредени во сообраќајни несреќи, помош при поплави и слични случаи. Освен тоа, имало и интервенирање како помош на противпожарните единици од другите општини, при што нашите пожарникари 4 пати им помагале на колегите во Виница, 2 пати во Македонска Каменица и поеднаш во Берово и Штип. Според писмената информација, територијалната противпожарна единица во моментот располага со 3 противпожарни возила, една автоцистерна и по едно теренско и специјално возило наменети за почетни пожари и помали асистенции во несреќни случаи. Сите интервенции во текот на минатата година биле на територијата на општините Кочани, како и Зрновци и Чешиново-Блешево, со оглед што согласно Законот за пожарникарство, кочанските пожарникари имаат надлежност да го покријат и нивниот терен. Локалната самоуправа на Кочани ќе кофинансира сопствени средства за реализација на проектот за регулација на коритото на Кочанска река со изградба на кејски ѕидови во северниот дел на градот. Техничкиот проект беше изготвен уште пред неколку години, а со подпишувањето на договорот за долгорочно задолжување на општината во рамки на проектот за подобрување на општинските услуги, при што со него се асфалтираат 6 улици во Кочани и 5 во другите населени места, општината се стекна со право за искористување на грант во висина од 27% од искористените средства. Според резултатите од изработената урбана ревизија како приоритетен проект за реализација, беше утврден токму проектот за регулација на дел од Кочанска река, при што по разгледувањето на техничката документација е утврдено дека треба да се изработи посебен проект за електротехника. Со тоа, првично предвидената сума од над 14 милиони и 630 илјади денари се зголемува на повеќе од 15 милиони и 220 илјади денари. Поради тоа, сопственото учество на општината е планирано да се зголеми за 580.000 денари,
за што треба да донесе одлука и советот на општината на седницата што е закажана за среда. Техничкиот проект предвидува да се изврши регулација на коритото на Кочанска река во должина од околу 450 метри. При тоа треба да се изработи поголемо корито со широчина од 12 до 15 метри, а во него да се смести помало корито широко 3 метри што ќе опфаќа водата. На делот каде што возможува теренот е планирано да се изгради кеј од масивни бетонски ѕидови во височина од 2 до 3 метри и парапет од 40 сантиметри од котата на тротоарот. Ѕидовите ќе бидат обложени со фугиран камен што е поставен во бетон, а во рамки на техничката документација предвидена е и изградба на пешачка патека на десниот брег од реката, како составен дел од големото корито. Таа би требало да се простира од последниот сообраќаен мост кон север, а широчината е 3 метри, од кои 2 се наменети за патека за пешаци, обложена со бетонски павер елементи, а останатата широчина е предвидена за зелен појас. По целата должина на регулираното речно корито од двете страни предвидени се и канделабри за осветлување, потоа клупи за седење и метални корпи за отпадоци на одредени места. Измена во поднесувањето на барањата за субвенции за подмерката за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко има од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Станува збор за донесена уредба за изменување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година. Конкретно со измената, поднесувањето на барањата за субвенции нема да го вршат сточарите кои ја користат мерката, туку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој. Податоците ќе ги презема директно од регистрираните откупувачи на сурово млеко, објаснува за Канал 8 Горанчо Миладиновски, раководител на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани. Овие измени во делот на поднесувањето на барањата се направени поради состојбата со COVID-19, како дел од превентивните мерки земјоделците да не одат до подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и да не се изложуваат на ризик. Рестрикциите поради коронавирусот доведоа до бум во продажбата на велосипеди, откако владите низ светот ги охрабруваат луѓето да користат велосипеди како превозно средство. Собствениците на продавниците за бела техника и велосипеди кај нас во Кочани за Канал 8 изјавија дека продажбата на велосипеди пораснала многу од почетокот на карантинот, скоро двојно во споредба со лани. Ги продале сите резерви во последните неколку недели и чекаат нова испорака. Освен велосипеди и тротинети, доста зголемена и продажбата на телевизори, објаснуваат од продавниците во Кочани. А тоа се должи на тоа што секој член од семејството има интерес од разни телевизиски програми, така што сакаат посебен телевизор за секој член од семејството, објаснуваат од продавниците. Карантинот поради состојбата со коронавирусот, освен велосипеди, во март и април значително придонел за зголемена продажба и на Nintendo и компјутери, двојно повеќе од истиот период минатата година. Зголемената побарувачка на компјутери и Nintendo, како и телевизори, се бележи и на светско ниво. Компанијата Nintendo ги слави финансиските извештаи за изминатиот период. Дефинитивно има за што да се радуваат и тоа во кризно време, кое ја погоди целата планета. Продажбата на нивната најпопуларна конзола Nintendo Switch се зголеми повеќе од двојно за првиот квартал на оваа година во однос на 2019-та. Граѓанското здружение Грин од Кочани спроведе акција за чистење на Бавчалукот, Гоцева шума, како и патот до водопадите и Браната градче. Освен акцијата за собирање на отпад со парична донација на кочанецот Александар Симеонов, во водите на Браната градче беа пуштени 11 гуски и 4 шатки. Птиците се прегледани, чипувани и може да се најдат при кражба или злоупотреба, велат од здруженијето. Оттаму изразуваат и голема благодарност за ветеринарот доктор Дарко и Елена Цветанова, која изработила куќички за птици. Акцијата која беше одржана во салата од страна на Грин беше успешна. Беше очистено ѓубрето долж од почетокот на Бавчалукот па се до новиот мотел, како и беа пуштени 10 патки кои беа донација од нашиот граѓанин Андре Симеонов, кој живее во странство. Упатуваме апел до сите граѓани да ја задржат оваа слика која што има сега моментално Браната и патеката, да
го фрлаат отпадокот каде што треба и да не биде почисто и убаво за сите. Веќе од наредниот месец имаме планирано повеќе активности и очекуваме поголема масовност од граѓаните. Со ваквите акции, членовите на Сдруженијето, освен што ја чистат околината, ја подигаат и свеста кај граѓаните да го фрлаат отпадот во корпи за отпадоци, како и да ја чуваат околината чиста. Од граѓанското здружение Грин велат дека не застануваат тука со активностите, ќе организираат и други еколошки акции и ги повикуваат граѓаните на поголема масовност на истите, како и на совесност во однос на фрлањето на сметот.